Почитувани, секогаш кога ВМРО ОКГ е на власт, продажбата на државното земјиште на атрактивни локации по багателни цени стапува на сцена. Дали овој пат, како што говорат информациите доставени до нас, режисери на една ваква сделка се токму Александар Николовски и Борко Ристовски, а изведбата е на Дејан Митевски. Општина Аеродром продава градужно земјиште по багателни 2000 денари по метар квадратен. Земјиштето зафаќа површина од 23.000 метри и се наоѓа на атрактивна локација во близина на хотелот Русија и спортскиот центар Јане Сандански. На електронската аукција, закажана за почетокот на следниот месец, за почетните 2000 денари по метар квадратен градужно земјиште се бара банкарска гаранција од приближно 2 милиони евра. Земјиштето е со намена D3 спорт и рекреација и компатибилни Б намени за комерцијални и деловни објекти и предвидува градужна парцела од 3 земји и 3 ката со вкупна градужна површина од 80.000 метри квадратни. Ова отвара една цела низа на прашања и подпрашања поврзани со намерите кои се кријат за оваа продажба. Јавно го прашуваме градоначалникот Дејан Митевски дали позади оваа сделка стојат директно министерот за транспорт Александар Николовски и министерот за спорт Борко Ристовски. Зошто за земјиште што вреди багателни почетни 2000 денари по метар квадратен или вкупно 47 милиони денари се бара банкарска гаранција од 2 милиони евра? За кого е наменето ова земјиште? Ке никне ли уште еден спортско-комерцијален деловен објект до хотелот Русија? Кога конечно ќе се престане со бетонизацијата на урбаното јадро на општината? Граѓаните бараат одговори и итно прекинување на распродажбата на градежното земјиште по багателни цени. ВМРО ОКГ во Аеродром доби доверба за домакинско и одговорно управување со општината, а не за распродажба на државниот имот по багателни цени. Ви благодарам.